Ниту сум повикал никогаш на насилство и бев прв политичар во Македонија, што по случувањата во собранието од Виена пуштив повик да нема насилство и тоа да запре преку социјалните мрежи, изјави лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски на прашањата дали чувствува одговорност за последните случувања во собранието. Бев еден од првите што во 4 часот сабајле. Излегов и прилично остро го кажав тоа. И побарав да има истрага, да се прибават докази, некој што сторил кривични дела да се изнеси пред суд. Тој во интервјуто потенцираше дека полицијата делуваше постепено со цел да има помалку повредени и да се избегнат евентуални жртви. Господинот Чавков денеска објасни во негово не интервју, туку пресконференција. Јас побарав денеска телефонски да контактирам со него, имав на некој начин кратка комуникација, за да добро се информирам, бидејќи ја вчера не бев тука. Јас пристигнав околу полноќ и гледав снимки, слушав што се збори и така натаму, но сакав вака да чујам од прва рака. Она што го дознав од него е дека проценка на полицијата во тој момент била дека енергична акција кон толпата народ која што влегуваше во собранието ќе беше контрапродуктивна и ќе донесеше многу поголем број на жртви и повредени, односно повредени и евентуално жртви. Според Груевски, информациите дека ќе се случи такво нешто како што направи СДСМ незаконско, неуставно и противделовничко избирање на претседател на собрание, воопшто ги немале и немале подготвеност, имајќи во предвид дека има 60 дена перфектно мирни протести. Немале подготвеност дека ќе дојде до едно вакво сценарио заради кое што веројатно би употребили поголем број на сили. Тие вршат проценка. Јас сега не сум дел од безбедносни служби, но од она што кажав, тие вршат проценка согласно ситуацијата. Ако ситуацијата е многу лоша, тогаш испраќаат поголеми трупи. Ако не е, тогаш испраќаат помали. Нивната проценка, колку што може да забележане, после 60 дена мирни протести, дека не може да се прати цела полиција таму затоа што 60 дена едно цвеќе не е згазено. Така што проценката во моментот им бива дека ќе дојде до полоши моменти и решиле да тоа го прават постепено, со други методи и на начин кои што сметаат дека ќе има помалку повредени и да се избегнат жртви. Исто како што направија и минатата година, кога така наречените шарени протестанти или платени протестанти ја палеа канцеларијата на претседателот на државата. Тогаш имаа проценка дека во тој момент веднаш не треба да делуваат. Тој потенцираше дека кога и да бил некој тежок момент во Македонија, тој бил секогаш тука.